Секое пластично шише може да има две судбини. Првата е да го оставиме во наследство на следните 20 на генерации, со тоа што ќе го фрлиме каде што ќе стигнеме, дури и пред Министерството за животна средина или како комунален отпад да заврши на некоја депонија. Втората опција е да го селектираме и тоа понатаму со рециклирање да послужи како репроматеријал за ново шише. Со ова ќе се намали производството на нова пластика. Но дали втората опција е реална во Македонија? Законите велат дека повеќе од една деценија може да се селектира и да се собира отпадот од пакување. Се започнува со селектирањето на отпадот. Решивме да следиме што се случува со неколку шишиња кои ги фрливме во наменски контейнер во кој се остава амбалажа од пластика и метал, односно алуминиум. Откако пластичните шишиња завршија во контейнерот, фирма со лиценца за собирање на отпад, во случајов и јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, го испразни и контейнерот во специјалното возило и неговата содржина заврши во населбата Карпош, каде што е еден од двата трансфер центри на Комунална хигиена. Таму содржината беше рачно доселектирана и шишињата балирани, но ова не беше последна дестинација на нашите шишиња. Шишињата што ги селектиравме и ги фрливме во контейнерот за селектиран отпад завршија во оваа бала. Ова е последното место каде што се наоѓаат во Македонија. Од тука тие стануваат репроматеријал кој што ќе се извезе во странство и од таму повторно ќе ни се вратат, но овој пат обработени во нова амбалажа и секако ќе бидат далеку поскапи од што се како репроматеријал. Значи за неколку отпадот од амбалажа има вредност, а за сите нас со селектирањето и со рециклирањето се заштитува животната средина, но реалноста вели дека тоа чини пари. Селектирањето не подразбира зголемување на цената за граѓаните или дополнителни трошоци кои што не можат да бидат покриени. Да, ќе има дополнителни трошоци, меѓутоа тие дополнителни трошоци треба да се покријат од преработката на тој отпад. Го покажавме патот на шишето, но кој го плаќа организираното собирање. Во целиот процес, единствено бесплатно е нашето селектирање и желбата на граѓаните да се фрли овој отпад во точно означената канта или контейнер. Се друго се плаќа. Прво плаќаат фирмите производители кои ги пуштаат во промет производите со амбалажа. Тие по тон отпад од амбалажа им плаќаат на лиценцирани фирми или попрецизно друштва за управување со пакување и отпад од пакување, за да го организираат собирањето на отпадот кој може да биде пластика, стакло, метал и алуминиум, хартија, дрво и композит или народски кажано тетрапак. Овие лиценцирани фирми кои се 3 на број во моментов, Пакомак, Алпак и Еуро Екопак, со 65% од добиените пари би требало да постават своји канти и контейнери и да ангажираат фирми кои собираат отпад. 10% од парите ги користат за подигање на свеста кај граѓаните за потребата за рециклирање, а 25% за нивни оперативни трошоци како што се функционирање на канцелариите. Трет играч во процесот се лиценцираните фирми за собирање на отпад, кои може да се јавни комунални претпријатија или приватни фирми. Четврти во процесот се фирмите кои го откупуваат селектираниот отпад, кои можат дополнително да го подготват за рециклирање, пошто го продаваат како репроматеријал. Најголемиот дел завршува во странство. Едноставно, за да се рециклира во Македонија, нема економски интерес. За да добие економска основа, целата тенденција да ја заштитиме животната средина, треба да имаме нешто што се вика економија на обем. Значи, количините кои што во моментот ги собираме, поготово на рециклирачки материјали, не создаваат економска логика за инвестиции во нивното рециклирање. За жал, од Царинската управа не ги испратија бараните податоци за тоа колку од Македонија се извезува селектиран отпад, значи пластика, метал, алуминиум, стакло, хартија, картон и дрво, а колку се увезува празна амбалажа од овие материјали за потребите на домашните фирми.